Ако знаеме дека имаме 400.000 жени во Македонија кои што се во тој репродуктивен период од животот, можете да да пресметате колку се тоа жени што не можат да си купат. За нас постработно беше информацијата што користат. Значи можете да се мислите дека најголем дел од нив, некаде од над 80%, одговорија дека користат хартија, весници за да се заштитат за време на периодот. Да, и стари крпи, но најчесто одговор добивме весници. Од каде се овие жени, имате ли анализа од градска, селска средина? Буквално подеднакво, значи некаде 30% се жени од урбана средина, 50% се од рурална, другото се од периурбана средина, што значи буквално од секаде ги. И загрижува фактот што во голем број се и девојчиња. Значи нашиот проект има за цел да обезбеди до 2023 година сите девојчиња во Македонија кои што се вклучени во редовниот образовен процес да добиваат бесплатни хигиенски пакети во текот на месецот. И со тоа да бидеме втората држава во Европа која што на овој начин ја обезбедува, односно ја исполнува целта 6.2 од целите за одржлив развој, а тоа е правичен пристап до средства за менструална хигиена кај девојчињата. Прва држава која што тоа веќе го имплементира е Велика Британија и ние го следиме нејзиниот пат, затоа и овој проект ни е поддржат од британската амбасада, но за мене прашањето е во нешто друго. Како да го убедиме бизнис секторот да го освестиме дека да донира за оваа цел, значи граѓаните да донираат, но јас го повикувам и бизнис секторот да го направи истото. И во фондот за искоренување на менструалната сиромаштија бараме 1% од профитот да ни го донираат, односно да ни донираат вложки во таа вредност. Education is the future for all of our children, and in the 21st century girls shouldn't be missing school because they don't have access to basic hygiene needs. Образованието е иднината за сите наши деца и во 21 век не би требало девојчињата да отсуствуваат од училиште заради основни хигиенски потреби. So I'm looking forward to supporting this project and working together to ensure that all children go to school with dignity. Затоа сме среќни што ќе соработуваме на овој проект и се надеваме дека во иднина сите девојчиња ќе одат достоинствено во училиште.